почитувани, што ми дозволите да бидат замолните две во овие моменти, бидејќи концентрацијата се разбирани во последно време доблесна страна, запишав неколку реченици, бидејќи не сакам да пропуштам нешто што навистина сакам да го кажам. Се надевам дека председател ќе ми дозволи во овие моменти да го кажам ово, дека нема да ја прекине. Пред граѓаните на општина Кочани имам дадена заклетва дека уредно, достоинствено и при чиста свест ќе ги застапувам нивните интереси како советник во Советот. Затоа сметам дека ово обраќање не е должност. Најпрво ќе почнам со барање за прошки извинување од сите граѓани кои што го дадоа својот глас дека бев носител на листата на претходните избори за советници. Се извинувам за тоа што не успеав многу работи да изреализирам кои им ги имав претено. Имав храброст и визија за сите нив, но бев сама во процесот на реализација, бидејќи во ниеден момент тие работи не беа погодни за челниците, односно за раководството на мојот општински комитет. Бидејќи тие истите, водени од своите суети, понесени од моќта на функциите кои за прв пат во животот и се случија, тргнаа по патот на собствените амбиции, притоа заборавајќи ја доктрината на нашата политичка партија донесена 21 година и незините темелни вредности. Затоа на денешната седница, каде што имаме два кандидати за вршител на должност на градоначалник, јас би сакала да го кажам следното. За едниот, кој што се представува како обичен човек, притоа заборавајќи дека сите ние сме обични луѓе, за тој кој што својот кредибилитет го гради само преку медиумски, ситни и безсуштински реклами, човек кој не одговори на прашање зошто како советник сите овие години не се сетил да се запраша за правилностите или неправилностите на дискотеката, а тоа е веројатно затоа што му годела забава да го тој објект после користењето на забраните супстанции. И да не должам многу да не набројувам. За другиот, заедно со своите блиски другарчиња, кои што пропагираат честност и солидарност, не спомнувам просто име и презиме никога. Понесен од влијанието на позицијата, тргна по освојување на било која функционерска позиција, притоа со физички напади и јадење на живи луѓе, човек кој што токму овде не го гласаше буџетот на општина Кочани за 25, а сега сака да работи со буџетот за 25. И сметам дека поред на нештата функцијата треба да ја преземе председателот на општинскиот советник и заменик градоначалник, но очигледно дека е послатка собствената визија отколку визијата за овој град и за нашите граѓани. Затоа, мојот здрав разум и мојата заклетва не ми дозволува да подржам ниту еден кандидат. Во оваа прилика, јас сакам да ја доставам мојата оставка за советник до председател. Бидејќи самото присуство може да се брои како број, но мислам дека ова е страшно недостојно и понижувачки за мене и за сите оние мои поддржувачи кои што ме гласале на избори. Оние кои што не ме познавате, не ме познават, може слободно да ме критикуваат, а оние кои што барем малку ме познават, знаат зашто го правам токму ова. Јас ви благодарам на сите, и од овој момент и во следниот период ќе се посветам на сите кои што седите во болница од несреќата и на сите оние деца кои што треба да се вратат за нивната рехабилитација, затоа што навистина тоа им е потреба. Затоа што периодот ќе биде многу долг и многу напор. Јас ќе се борам за нив со сите мои сили и со сите мои културолошки аспекти. И никогаш нема да заборавам дека сите идеали на овој свет не се вредни колку што е солзата на едно дете. Ви благодарам на сите. Може Петри.
Значи, ја сакам да се занимавам сите заедно. Абе, ако што сите заедно, ја не викам дека треба да се поларизираме и делиме на тоа. Се би знаат